Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Во Основниот кривичен суд Скопје денеска продолжи судењето против Стојанче Јовановски, обвинет дека ја набил својата сопруга Ивана Јовановска на самоубиство, чиј живот трагично заврши заедно со животот на ќерката Катја со пад од балкон во скопската населба Тафталиџе на 2 март годинава. Обвинителството презентираше аудио снимки од бројот 112 и од Центарот за управување со кризи, кои според нив ја прикажуваат долгогодишната семејна тортура. Меѓу доказите е и повик од 20 декември 2025 година, кога мајката на обвинетиот пријавила тепање во стан на булеварот Теодосиј Гологанов. Во судницата беше пуштен и разговор од 15 октомври 2025, во кој Ивана го пријавува сопругот дека чува дрога во нивниот дом. На Меѓународниот ден на ромите 8 април, учениците роми од 6-то одделение за прв пат добиваат учебник на мајчин јазик. Тие оваа година ќе учат јазик и култура на мајчиниот јазик со одобрен учебник, откако претходните ракописи не поминале низ комисиската проверка. Националната комисија за учебници при МОН го одобри ракописот на 11 март 2026 година. Од Министерството за образование и наука информираат дека во тек е и постапка за изработка на учебник за 7-мо одделение. Уставен суд денеска одлучува за судбината на колективниот договор за култура, по иницијатива за оценување на неговата уставност поднесена од адвокатот Томислав Стевков, информира Синдикатот на култура на Република Македонија. Ова е ден кога културните работници ќе добијат одговор дали колективниот договор, кој го чекаа 30 години, го преговараа 15 години и цели 9 месеци чекаа да започне неговата финансиска реализација по потпишувањето, ќе обстои како една од ретките светли точки во културата, соопштија од синдикатот. Сдруженијето на граѓани 16 март 2025 објави дека Советот на етика во медиумите на Македонија официјално утврдил дека е основана жалбата на Сдруженијето за објавениот новинарски текст со наслов "Родителите на настраданите во Кучани бараат парично обештетување од владата", сметаат Заев подобро се справил со Дурмотурс и модуларната во Тетово, објавена 9.12.2025 година на Република.мк, како и дека текстот грубо ги прекршил професионалните и етичките стандарди при известувањето. Од Сдруженијето се децидни дека никогаш не побарале пари за смртта на нивните деца. Советот на јавните обвинители на денешната седница го усвои барањето на Ленча Ристоска за престанок на функцијата јавен обвинител во ОЈО Скопје. Председателот на Советот, Башким Бесими, информира дека Ристоска на 2 април годинава поднела барање за престанок на функцијата јавен обвинител по сопствено барање. Државниот завод за статистика ги објави трошоците за живот за минатиот месец март. Инфлацијата повторно го потврди трендот на постепенно континуиран раст на трошоците за живот. Според официјалните податоци, индексот на трошоците во однос на февруари е зголемен за 0,7%, додека на годишно ниво растот достигнува 4,9%. Според потрошувачката кошничка, најголемиот дел од парите од семениот буџет одат за храна и безалкохолни пијалаци, следно е домувањето па транспортот. Главниот лидер на израелската опозиција Јаир Лапид денеска остро го критикуваше прекинот на огнот со Иран, обвинувајќи го премиерот Бенјамин Нетањаху дека не ги постигнал целите на војната. Израел не беше ни блиску до масата кога се носеа одлуки за суштината на нашата национална безбедност. Армијата спроведе се што беше побарано од неа, а јавноста покажа извонредна издржливост, но Нетањаху потврли политички и стратешки и не постигна ни една од целите што самиот си ги постави, рече главниот лидер на израелската опозиција Јаир Лапид.
Шпанскиот социјалистички премиер Педро Санчес, еден од најгласните западни критичари на војната против Иран, реагираше на објавата за прекин на огнот со силна порака на социјалните мрежи. Договорите за примирие се секогаш добри вести, особено ако водат до праведен и траен мир, но ова моментално олеснување не смее да не натера да го заборавиме хаосот, уништувањето и изгубените животи. Шпанската влада нема да им аплаудира на оние кои го запалија светот само затоа што се појавија со кофа вода. Дипломатија, меѓународно право и мир се потребни сега, напиша тој. Бугаринот Атанас Стефанов, кој често се појавува на јавни места и се представува како свештеник, иако не е дел од клирот на Бугарската православна црква, направи нов инцидент пред Министерството за надворешни работи во Софија. Тој застана пред службеното возило во кое беше министерката за надворешни работи Надежда Неински и извикуваше клетви и навреди кон неа. Снимката од последниот јавен перформанс на лажниот свештеник е објавена на социјалните мрежи. Ова беше се во денешното издание на Попладневните вести. Следете на и утре. Пријатно попладне.